Па, штрајкот продолжува и понатаму. Денес седми ден што сме во штрајк. Во средните училишта, па и во основните, утрово нема ученици. И има поединци кои доброволно се пријавија да работат. И во основните училишта, во оделението од прво до пето, има колеги кои се пријавиле да работат и да си работат. Така да, тоа е нивни избор, а штрајкот и понатаму продолжува кај поголем број од членовите, а и оние кои не се членови, значи чекат да дојде до некој договор. Мора да се седне, значи и што поскоро да се заврши тој штрајк, за да биде добро и за нас, и за учениците, и за родителите, значи мора да се најде некој решение. И се да штрајкот продолжи се додека нема конкретен договор. Со оглед дека сте прв човек на СОНК за Струмичко-Родовишкиот регион, состојбата во Градикида дали е идентична на она што... Таму беше како што и почна, значи дел работа, а сега немам информации за денес. Беше најавено дека во сите градинки ќе примат деца и денес немам уште информации, но има и таму се уште што луѓе што штрајкуваат. Останувате на барањата, да ги повториме? Да, барањата се, значи, исплата на процент кој во прв момент е 18,4, потоа да се направи период за кој ќе се исплати реалната исплата на плата и да се решат сите оние други проблеми кои треба со колективен договор да се решат. Значи, и останате барања, патни трошкови, К15 и други. Џорлев, какво е расположението меѓу членовите на СОНК, не само овде во Струмичко-Родовишкиот регион, и впрочем меѓу сите колеги во земјава, со оглед дека беше понудено од страна на владата 10% зголемување? Па да, беше понудено 10%, и на тој процент се бараше од наша страна тоа се да се стави на хартија. Значи, дали тоа 10%, па потоа понатаму дали ќе има уште нешто, бидејќи тие се и нашите барања, и во кој период. И другите работи дали ќе се решат. Ако се стави тоа на хартија и се потоа пак треба членството да одлучи. Значи, се прашува од членовите дали го прифаќаме или не.